Продолжуваме после една кратка пауза со посланието до Галатјаните, во кое досега видовме дека човештвото главно се дели на две групи. Еден од абсурдите на современото човештво е од една страна глобализацијата. Светот навистина станува како едно глобално село, кое е така многу поврзано. Она што ќе се случи на едниот крај од светот има ефект на другиот крај од светот. Некој ќе се зарази во Кина и целото човештво потоа е заболено. И во таа глобализација во исто време имаме и една голема фрагментација. Тоест поделба по секакви линии. Порано било многу поедноставно, например имаше само машки пол, женски пол, сега има многу родови. И луѓето се делат на многу родови. Порано човештвото се делело на наши и другите. Денес е поделено на географски северњаци, јужњаци, исток-запад, етнички, расно, дури социјално. А во древноста, како што кажав, секој гледал преку призма на нашите и другите. Елините велеле, ние сме елините, а додека сите други се варвари. Евреите исто така го деле светот на ние, светите, побожните, избраните и сите други пагани, јазичници или безбожници. И Библијата исто така го дели човештво само на два дела, на две групи, на они што се во верата и они што не се во верата. Господ Исус во Јован 3 глава прави поделба на оние кои се родени од горе, оние кои се родени од дух, и тие вели они што се родени од духот, нели се дух, и они што се родени од тело, се тело. Или на едно друго место, ќе збориме за тоа, вели деца кои се или оние кои се во палин генезисот и оние кои што се во овој свет. А пак Павле во посланието до Галатјаните прави основна поделба меѓу слободни и робови. Вели секој е или роб или е слободен. И секако таа поделба на робови и слободни не е социјална, не мисли на господари и слуги, туку духовна. Тоест, оние кои во духовен поглед се во робство, во некој јарем, и оние кои се во слобода. И основата на поделбата на тие две групи во тоа послание Павле го поставува законот. Или законот става јарем на луѓето. Ги поробува. Петар, например, во оној познат Ерусалимски собир во 15 глава, Апостолски собир во 15 глава на делата, кога се решавало што ќе се наложи над паганите кога стануваат христијани, вели законот и во древноста и за нашите родители беше јарем. Тоа беше таков јарем кој тие не можеа да го носат. И Павле вели, и тоа е основната тема во 3 и 4 глава. Објаснувањето на законот. Законот сам по себе не е лош. Законот е свет. Законот е добар. Зашто законот ја покажува Божјата светост. Законот всушност ни покажува колку ние сме во спорода со Бог грешни. И законот ја покажува човечката неможност, тој самиот да се спаси. Но законот станува јарем. Станува робство тогаш кога ќе се постави пред човекот како услов за спасение. Кога законот ќе стане средство за спасение. Кога луѓето почнуваат да се обидуваат, исполнувајќи дела од законот, така да му се допаднат на Бог и така да ја придобијат Божјата наклонатост. И во ова послание, нели Павле пишува до Галатјаните, тоа се луѓе нови во верата, млади во верата, што туку поверувале и тргнале по благодата, тргнале во животот на слободата. И апостол Павле како апостол на слободата не може да разбере, не може да свати како тие
нови луѓе во верата, кои ја вкусиле благодатта, кои го вкусиле духот, Светиот Дух, кои искусиле од духот, сега откако доше некои јудеи, христијани од Јудеја, од Ерусалим, и почне да им говорат за законот како некој надополнување кон верата во Христос, и тие тргнуваат по нив. И затоа неколку пати вели: о, вие неразумни галатјани, о, вие глупави, имате ли ум во главата? Буквално тако се изразува. И во текстот, нели, кој продолжуваме сега, од 4 глава, тоа е последниот дел од 4 глава, и всушност веќе тоа е крајот на доктриналниот дел во посланието. Рековме дека во ова послание Павле, во првите 2 глави, дава апологија на своето апостолство, на својата апостолска служба, бидејќи е нападнат од тие јудеи. Тие велат: Павле не е апостол и неговото учење не е авторитетно. И тој во првите 2 глави го заштитува, го изедначува своето апостолство со апостолството на оние големите апостоли, Петар, Јаков и другите. 3 и 4 глава се доктринални, тоа се објаснува учењето за спасение по благодат наспроти легализмот, тоа е законот. И веќе 5 глава, почетокот е преминот од тој доктринален кон практичниот дел. Тоест, овие доктрини, ова теологија која објаснува Павле за законот во 3 и 4 глава, не е некоја така абстрактна теорија, но е живот. Благодатта е живот. Благодатта се одразува на живењето. И тоа говори практично во 5 и 6 глава. Значи, овдека денес ќе завршиме со тој доктринален дел, кој можеби беше најдосаден, но е многу интересен. Всушност, звучи досадно, здодевно, но е многу интересен. Апостол Павле мајсторски ја објаснува и суштината на законот, и неможноста на човекот да се спаси по закон, и необходноста од верата, од благодатта. Ајде да видиме, и рековме дека воинствено Павле настапува во посланието, што се бори за вистината и изразува в чудоневиденост, и тука повторно продолжува тој стил кога ги прашува галатјаните, вели: кажете ми вие сега, што сакате да бидете под законот. Вие кои се враќате сега под законот, кои се враќате под тоа робство, зарам не го слушате законот? Зар не слушате што самиот закон ви говори? Малку во стилот на Господ Исус овдека се изразува Павле: имате ли уши да слушнете што законот говори? Законот е слово. Законот е дел од Божиото слово. Словото е живо, словото говори. Оној што има уши да слуша, може да чуе што говори словото. И законот како дел од словото говори. И што говори, вели Павле? Слушајте, вели, што ви говори законот. И почнува се враќа пак на Авраам, семејството на Авраам, бидејќи тоа е она емблематска фигура во Стариот Завет. Оној кој беше спасен по благодат преку вера. Оној кој е пред Мојсей, пред да биде даден законот. И вели вака: запишено, знаете, дека Авраам имаше 2 синови. Еден од слугинката, а друг од слободната. И сега која е разликата, основната разлика? Ке го објасниме тоа, тој самиот објаснува, вели: оној што беше од слугинката се роди по тело, а оној што беше од слободната по ветување. Разликата помеѓу едниот син и другиот син е во тоа што едниот, начинот на кој тие дојдоа на свет, начин на кој се родија. Едниот се роди по тело, друг по ветување, или, така да кажеме, по благодат. Ајде да се навратиме, да видиме кој е поентата овдека, зошто Павле го пишува тоа. Како дојдоа, како се случи на вистина тоа раѓање. Авраам беше прилично така возрастен, на 65 години, кога Бог го повика од Ур Халдејски, му рече: Аврааме, излезе од Ур Халдејски и појде во земјата што јас ќе ти ја дадам и ќе имаш таму големо потомство. Тоа е суштината, нели, на овие стихови во 12 глава.
Аврам, т.е. Аврам се викаше Аврам, не Авраам, се викаше Аврам. Аврам значи достоинствен, величествен татко. А той самият не беше татко. Той нямаше деца, неговата съпруга Сара беше неплодна, неродка и нема деца. И кога Бог го повикува да оди од Ур Халдејски во Ханаан, му вете дека ќе стане татко на многу. Тоест ќе има многу деца. И поминаа 10 години, Авраам стана 75 години, се уште немаше деца, немаше потомство. И тогаш Бог во 15-та глава му рече, една вечер Авраам излезе надвор, погледни кон небото, колку што звезди има, ако можеш да ги преброиш, толку ќе биде и твоето потомство. Уште едно ветување му даде Бог, поминаа нови 5 години. Авраам стана 99 години. Не, се извинувам, 90 години. Да, од 75 овде кај на 75 години, 10 години од како излезе од Ур Халдејски, поминаа 5 години, станува веќе 89-90 години. Часовникот, биолошкиот си одминува, Сара си е неродка и доаѓа идеја на Сара и вели, имам јас слугинка, Агар, млада жена, легни со неа, таа ќе ти роди потомок. И она тоа што го предложува Агар не е спротивно на древните закони. Според бедуинските закони, жената, господарката, неродка, може да ја даде на сопругот својата слугинка и така тој, детето што ќе го роди, ќе биде законски потомок на господарот. Меѓутоа, кој е проблемот овдека? Проблемот е во тоа што Бог им вети на Сара и на Авраам потомок. Бог вети. Бог вети и пишува и Авраам поверува на Бог. И тоа му се засмета за праведност. Бог ветува и го држува ветувањето. И сега како постапи Сара? Сара постапи според она народната, она што ја слушаме често околу нас. Ако не си помогнеш сам, и Бог нема да ти помогне. Тоест, помогни си, за Бог да ти помогне. И навистина тие си помогнаа. Му кажа на Авраам, еве, ја Агар, ќе имаш потомство. И тоа е проблемот на, тоа е тежината на верата. Кога Бог ветил нешто, тој ќе го исполни. И тој го исполнува во времето во кое тој го има. Тежината на верата е чекањето. Авраам и Сара паднаа на тој испит и рекоа, ние имаме начин како да стигнеме до потомство. Но начинот на кој тие постапија донесе проблеми. Донесе проблеми во семејството. Агар, која доби син од Авраам, пишува дека почна да се однесува така супериорно. Јас имам син, мојата господарка нема син. И тоа кулминираше понатаму, како што знаеме. Она што е важно дека тоа дете што се роди, Исмаил, кој што се роди, беше плод на човечкиот труд, на човечкото дело, плод на човечкото тело. Тој беше по тело роден, со човечки усилби. И кога веќе Авраам имаше 99 години, тоаш Бог пак му се јави. И тогаш му го смени името од Аврам во Авраам. И му рече, ке имаш следната година син, оној што ти го ветив. И навистина се роди Исак. Тоа беше детето по ветување. Тоа беше детето родено по благодат. Во Римјаните 4:19, каде што Павле повторно говори, нели, за верата и делата, вели тогаш кога се роди Исак, телото на Авраам беше безживотно. Мртво беше. Не дека беше мртов навистина Авраам, но тој не можеше да даде живот. Тој не можеше да даде дете. Тој не можеше да даде потомак. Тоест, она што се случи со раѓањето на Исак беше Божјото дело. Тоа дете се роди бидејќи Бог даде живот во Авраам, во безживотниот Авраам.
добеше дете на чудо. Чудотворно дете. Без усилби. Авраам не можеше да има дете. Со своји сили тој не можеше да роди син преку Сара. Бог неротката Сара ја направи плодна и безживотниот Авраам го направи плоден. И така се роди Исак, кога Авраам имаше 100 години. Тоа беше исполнувањето на ветувањето. Бог вети и Бог го исполни ветувањето во своето време. Кога Бог го исполни ветувањето? Тоаш кога беше сосема очигледно дека човек не може сам да го направи тоа. Кога требаше јасно да се види дека Бог е тој кој ги прави работите, не човек. И тоа е големата разлика што овдека ја прави Павле. Едниот беше по тело, другиот беше по ветување. И што се случи понатаму? Поминале најверојатно 3 години, во 21 глава во Битие опишен тој настан, Авраам приготви гозба заради одбивањето на Исак од доење. Во древност имало таков обичај, кога се одбива детето од доење, да се прави гозба. Нешто слично денеско дете ќе почне да се прави престапулка или некои други адети. Во древноста правиле гозба заради тоа што детето веќе нема да биде доено. Може само да се храни. Тоа било некој важен настан. И во древност тоа било некаде околу 3-та година, кога малото дете било 3 годишно. И на тој настан пише во 21 глава на Битие, се забележува како Исмаил, значи раѓањето на Исак е 14 години после раѓањето на Исмаил. Значи дека бил веќе 17 годишен. Исмаил многу добро разбирал што се случува. Според законот. Тоа е законски потомок, ако нема потомок од господарката. Но меѓутоа сега во семејството Исак е законскиот потомок, зашто веќе Аврам и Сара имат свое дете. Сега веќе Исмаил е син на робинка. И со тоа тој не е законскиот наследник. И пишува дека на таа гозба Сара забележува како Исмаил се однесува со презир кон Исак. И оди кај Авраам и му вели, време е да избркаме робинката и низиниот син. Му било тешко на Авраам, тој не се согласил, пишува. Сепак, Исмаил му е син. 17 години го гледал. Првиот син му е Исмаил. И тогаш Бог кажува нешто и вели, Аврааме, слушај што ти говори жената. Правилно ти кажува. Вели, нека не ти е криво заради детето и робинката. Се што ќе ти каже твојата жена Сара, послушај го гласот нејзин, зашто по Исак ќе произлезе потомството твое. Исак е твојот законски син. Ако некој вели дека мажот не треба да ја слуша жената, овде ќе има вакво аргумент. Мажи, слушајте си ги жените, вели Бог. Тоа му рече Бог на Аврам. Слушај си ја жената. Паметно, умно ти говори. Ти говориш, ти мислиш не со умот, со срцето, но таа мисли со умот. Тоа е зашто Исмаил е загрозување на Божиот план. Исмаил не е Божиот план. И тоа е заклучокот на Павле во 22 стих. Имаше двајца синови, вели Авраам. Еден од слугинката, другиот од слободната. Едниот по тело, другиот по ветување. Едниот роден од слободна жена, другиот од робинка. Едниот е роден со човечки усилби, од тело, другиот надприродно роден. Тој е од Божјата сила роден. Исмаил е плод на Авраамовите усилби. Јас можам. Јас имам. Јас го создадов. Исак е плод на Божјата благодат, на Божјото ветување, на Божјата верност. Исмаил е резултат на
вербата на човекот во себе. Еве, јас со млада жена може да имам дете. Тоа е до вербата во себе. Додека Исак е резултат на Божјата доверба. Јас не можам да имам, но Бог може да го направи тоа. И сега оваа Павле го зима како слика да објасни ситуацијата во црквата. Тоа е учењето за законот и за благодатта преку верата во Христос. И вели, а ова е речено сликовито. Ова е една слика за целото учење и ова заклучокот на доктриналниот дел на посланието на Галатјаните. И дава една слика, ова е слика за се ова што ви го говорев до овој момент. Сега Павле го користи зборот алегорија. И ние велиме овде дека Павле користи алегорија. Не, во современата книжевност алегоријата е поинаква литературна форма. Зашто Павле овдека не користи измислени ликови. Тој користи историски ликови. Агар, Сара, тие се историски случаи, ликови исторички настани. Во вистинската алегорија, она наша современа, не користиме, кога говорим за алегорија, говориме за некаква приказна во која измислуваме ликови и тие измислени ликови одразуваат некаква вистина, принесуваат вистина. Ко, например, книгата Патникот на Џон Бањан е алегорија. Внатре има измислени ликови, измислени градови, кои представуваат некакви духовни вистини од Библијата. Поточно ова овде е слика или типологија. Имаме ликови, историски ликови, настани, кои се слика или типови, прототипови, претходни типови, образи на нешто што ќе се случи понатаму, на вистина, реално ќе се случи. Например, во Стариот Завет имаме типологија во многу односи, не алегорија, типологија. Излегувањето на евреите од Египет, спасението, пасхалното јагне, крвта на пасхалното јагне, сето тоа е прототип на спасението во Христос, кој доаѓа за христијаните. Излегувањето од темнината на гревот и влегувањето во Божјото царство. И овдека имаме, и затоа добро преведувачот го преведе, вели, ова е речено сликовито. Ова што ви го кажав за Авраам, Сара, Агар, Исак, Исмаил е една слика. Еден предобраз, прототип на она што сакам што ви го објаснам овдека духовно за законот. И кој е овдека, сушност, кои се прототиповите? И тој ни објаснува. И тоа е еден принцип во екзегетиката, основен принцип. Ако некоја типологија не е објаснета, ние немаме право во неа да бараме духовно скриено значење. Параболите не се типологии, не се алегории. Параболите се приказни во кои многу е јасна вистината која е кажана. Треба да се извлече една теолошка идеја. Не можеме во добриот самарјанин, во левитот, во свештеникот да бараме некои скриени значења и да кажеме свештеникот е ритуалите, левитот е законот, добриот самарјанин е Христос. Не. Нема такви. Ако имаше такви нешта, самиот автор, самиот Христос ќе објаснеше. И ќе каже, како, например, во случајот со семето. Семето е словото, птицата е ѓаволот, објасна. Ако нема објаснување, ние немаме право да вложиме некои наши разбирања, скриени значења кои ги нема текстот. И гледате Павле што вели. Вели, ова слика. Каква слика? И тој ја дава сликата. И вели, двете жени се двата завета. Имаме завет со Авраам и завет кој доаѓа подоцна со Мојсей. Заветот кој го склучи Бог со Авраам беше завет на вера. Преку вера Бог даде ветување. Поверува Бог и на поверува Авраам во Бог. И Бог му вети дека ќе му даде она што ќе му го даде. Подоцна дојде Синај, каде што имаше закон. Меѓутоа во законот
немаше ветување за спасение. Павле тоа го објасна во 3-4 глава, дека законот на Мојсей не го промени, не го анулира заветот на Аврам. Тој си устанува, не додаде ништо. Законот на Мојсей беше само еден меѓупериод кој требаше да покаже на луѓето дека спасението преку дела не е можно. Тоест, законот само го затвори човештвото во робство, во темнина. И да го натера човекот, да го потекне, да го принуди, да го бара спасението по благодат во Христос. И сега вели, кој е Агар? Агар е Синај. Синај кој што раѓа робови. Законот раѓа робови. Законот е јарем. Законот е робство. А додека Сара е благодатта, е заветот со Аврам, ветувањето. Сара роди по ветување. Агар роди по човечки усилби, по дело. Едното е благодат, другото е дело на човекот. Законот од Синај раѓа само духовни робови. Не ослободува законот. Законот е јарем, кој се става на вратот на луѓето и луѓето паѓаат под таа тежина. И овдека Павле, сега интересно, директно ја поврзува Агар со Ерусалим. Вели, Агар е Синај, законот со Мојсей, и Агар е Ерусалим. Оно е Ерусалим од каде што дојдоа легалистите. Оно е Ерусалим кој што проповеда спасение преку законот заедно со верата во Христос. И вели, тие што дојдоа овдека од Јудеја и кои ви велат дека треба да ги исполнувате делата на законот, тие се Агар, тие се од Агар. Интересно, не вели се од Авраам. Евреите велеа, ние сме обрезани. Велеа, ние сме телесни потомци на Авраам. Ние сме деца на Авраам. Павле вели, не, вие сте деца на Агар. Не сте на Авраам. Сеќавате како заврши 3 глава. И сега сите што се во Христос се деца на Авраам. Не оние што се по тело наследници на Авраам, но оние што се во Христос. Тие се наследници на Авраам. Тие се деца на Авраам. Евреите велат, ние сме обрезани. И Павле им вели, без разлика, вие сте робови, вие сте деца на робинката. Во Христос вие сте. И продолжува и вели, наспроти овој Ерусалим земен, има и друг Ерусалим. Тој е небесен Ерусалим. И тој е мајка на сите. Небесен Ерусалим. И тука е јасно она идеја на Христос, а раѓање од горе. Оној што ќе се роди од тело е тело, а оној што ќе се роди од дух е дух. И тука е јасна таа разлика, споредба. Исмел кој се роди од тело и Исак кој се роди од Божиот дух, од дејството на Бог во неа, од таа божествена сила. И тука е, нели, ова прашање. Она основното прашање што го поставува Павле. Дали си роден од тело или си роден од небесниот Ерусалим? Кој ти е мајка? Всушност, не е прашањето, им вели Павле, не е прашањето кој ти е татко. Зошто и на Исмаил и на Исак таткото е Авраам. Прашањето кој ти е мајка? Дали ти е мајка земниот Ерусалим или ти е мајка небесниот Ерусалим? Дали си роден по тело или си роден по дух? Дали само по тело или си новороден? Од тоа зависи, Павле вели, дали си чедо на ветувањето или си чедо на телото. И се тука, така завршува тој, и вие сте чедо на ветувањето, им вели Павле. Но тука сега за чудо вметнува еден цитат од Стариот Завет, кој очигледно се однесува за Сара, меѓутоа е дел од еден христолошки текст. Тоа е извадок од 54 глава, 1 стих на Исаја, каде што
Павле, нели цитира и вели, развесели се неплодна, ти што не раѓаш, воскрикни извика и ти кој не си искусила породилни маки. Бидејќи напуштената, тука напуштената, буквално зборот е бесплодната. Она што нема, она што е сама, нема потомство. Бесплодната има многу повеќе деца од она кој има маж. Павле го вклучува овде кој текст, кој говори за Сара и Агар, веројатно и Исаја говори за тоа, меѓутоа, целиот тој контекст во кој е вметнат тој текст, во кој Исаја го вметнува, е месијанскиот текст од 53 глава, каде што говори за Месијата како слугата страдалник. Тој текст го говоревме во нашата Божјакна служба на 2 јануари, каде што Месијата е представена како оној кој е презрен од луѓето, отврлен. Зошто? Ова е крајот на 50, ова е почетокот, првиот стих на 54 глава. А како завршува 53 глава во Исаја? Вели, праведниот слуга мој ќе ги оправда мнозина и гревовите нивни врз себе ќе ги понесе. Завршува така 53 глава и почна 54 глава. И радувај се ти, кој си празна или кој немаш потомство, кој си сама. Која идејата овдека? Многу јасна. Иако е неплодна, сепак Сара беше неплодна. Сепак Сара ќе стане мајка на многу повеќе од онаа која роди по тело. Тоест, потомци на Сара ќе бидат, на Авраам и Сара ќе бидат, не само телесните потомци, они кои беа од народот Израел, туку сите оние народи кои ќе поверуваат во Месијата. Така Авраам станува татко на многу народи. И Сара мајка на многу народи. Преку верата во Христос. И таа ќе се радува на многу повеќе од онаа кој што роди по тело. Онаа кој што беше бездетна, нероткиња, но кој роди по Божја благодат, на многу повеќе стана потомство. И заклучува Павле и вели, вие пак, браќа, сте како Исак, чеда на ветувањето. Што значи, вие, кои верувате во Христос, сте деца на ветувањето. Така почна стихот. Вели, Авраам имаше 2 сина. Едниот беше син по тело, друг син по ветување. И така и вие сте како Исак, синови по ветување. Тоест, ако сега се споредат Исмаел и Исак, ако Исмаел е син на робинка, Исак е син на слободна. Исмаел стана роб, Исак стана слободен. А вие, бидејќи сте чеда на ветувањето, што сте? Деца на слободната. Вие сте слободни, не сте робови. И тоа доаѓа некако кон заклучокот на целата таа тема и продолжува и вели, но како што тогаш оно што се роди по тело, кога гонеше родениот по дух, така и сега, вели Павле. Овој текст ционистите, денеска евангелски христијани се така ционисти, говорат, нели, за многу со симпатија кон евреите, треба така, не сум против тоа. И велат, и да, им беше пророкувано дека еврејскиот народ ќе биде гонет од исмаилтјаните. И така низ вековите ќе биде така, и денес е така. Еве, сите исмаилтјани ги гонат евреи, тоа се против Израел. Но Павле не го говори тоа воопшто овдека. Тој во исмаилтјаните ги вклучува и евреите. Сите оне што се под закон. И нив ги вклучува. Тоа свели, оние што се ветените деца, ние што веруваме во Христос сме родени, сме деца по ветување, на ветување. Ние ќе бидеме гонети од сите оние други кои се деца по тело, оние кои што се поробени од легализмот.
Джон Стот во коментарот овде кај овој текст вели многу добро, Исак секој пат ќе биде гонет од Исмаил. Секогаш ќе биде гонет од Исмаил. Ќе биде исмеват и го. Овдека апостол Павле го има во првиот омен случај кога Исмаил како 17 годишен се го презираше и го малтретираше Исак кој е 3 годишен. Исак на 3 години ништо не знал што се случува. Исак бил дете, како Мила, нели, гледате овде ке знаете. И се представете, Андре е 17 годишен. Андре е многу добро, ги знае сите нешта последици. И во таа ситуација, нели, се гледаше таа опасност, како оној што е по тело, го гони, оној што е по дух, бидејќи се чувствува заплашен, загрозен се чувствува. Знаете ли која е загрозеноста на поробените, на робовите, на легалистите? И тука не говорам само за легализам во духовен смисол. Не само за религиозни легалисти, оној кои нели говорат дека треба да се спасуваме со дела. Овде говорам воопшто за едно легалистичко човештво, бидејќи и хуманизмот, бидејќи атеизмот е во суштина легализам. Бидејќи тоа е една филозофија, една концепција која говори за човечки достигања, која говори за увереност во човекот. Ние можеме, ние ќе направиме. И религиите го говорат тоа, ние ќе стигнеме до Бог, но тоа го говори атеизмот. Ние ќе направиме рај на земјата. А особено во хуманизмот кој се фокусира кон способностите на човекот. Човекот може. А што прави благодатта? Благодатта ја загрозува гордоста, зашто благодатта вели не можеме. Благодатта човекот го лишува од можноста да се возгордее и да каже јас можам. И Павле вели така е пишано. Така е. Не чудете се сега што доаѓаат некои и ве загрозуваат. Така и во религиозните системи, така и во секуларизмот. Господ Исус беше гонет не само од духовните водачи, тој беше гонет и тој беше екзекутиран од цивилната власт. Така и во демократија, така беше во комунизмот, и во демократијата е така. Легализмот, робовите ги гонат духовно слободните. Така ќе биде, вели. И сега Павле, кој што е така во целата ова приказна, во целата ова послание, измешан со емоции, бидејќи е сериозен проблемот и борбата е многу така силна, вели, и како што зборува писмото, бидејќи робството и слободата, бидејќи телото и духот немаат ништо заедничко, не можат да живеат заедно. Тие се во конфликт, затоа, нели како што зборува писмото, истера ја робинката и синот нејзин, зашто синот на робинката нема да биде наследник заедно со синот на слободната. И се тука го има пред Павле, оној случај кога Сара му рече на Аврам, избрка ја робинката. Так, хуманистички погледнато, многу сурово, многу жестока постапка. Но самиот Бог рече, да, така треба да биде. Знаете што ќе се случеше? Па Исмаил беше загрозување на Божиот план за благодатта. Исмаил, тоест Исак ќе завршише како Авел. Тоа ќе се случеше. Нема сожителство и затоа вели Бог, вели Павле, избркај. Тргнете се настрана, тргнете ги легалистите, тргнете го легализмот од вашиот живот. Тргнете го тоа учење кој ве загрозува. Тргнете го тоа учење кој ве враќа во робство. Нема да го толерирате во вашите средини, бидејќи легализмот е религија на човечката природа и е непријателска на евангелието на благодатта. Затоа Павле вели истера ја. Истера ја робинката, со други зборови, избркајте ги тие учители.
Не ги слушајте. Не ги допуштајте во црквата да проповедаат лажно учење. Држете се за слободата. И, како што е во целиот тој текст, Павле секој параграф, секој целен завршува со еден заклучок и вели. И така, браке, завршува. Не знам дали забележи, сите завршија така. И така. Браке, ние сме деца на робинката, не сме деца на робинката, туку на слободната. Како што на крајот на 3 глава рече, и така, ние сме децата на Авраам. И така. Оние што се соедините со Христос, оние што се во благодатта на Христос, тие се во потомокот на Авраам и тие се потомци на Авраам, деца на Авраам. Она што сушност го кажува Павле овдека, природното раѓање не го прави човек потомок на Авраам, само благодатта. Крајот на 3 и крајот на 4 глава се содржат иста идеја. Не е во прашање раѓањето во тело, туку духовното раѓање. Исак не беше роден по тело, но тој беше роден како ветување. Роденото од тело е тело, роденото од дух е дух. И тука да се вратиме на оној насловот од почетокот, синови на Палинген. Така по-македонски да звучи. Тој палингенезис многу грчки звучи, а тие наставки аз не ги сакам што така асоцираат на грчки, како и да е. Палинген или палингенезис. Тој збор го користи Христос, меѓу другото, а е збор од платонистичката филозофија. Во Платоновото учење палингенезис, тоа е филозофска категорија и значи нешто кое се преродува, нешто кое добива нов живот, ново раѓање. И тој збор Господ Исус го користи во Матеј 19 глава и вели: вистина ви велам, вие што врвите по мене во новиот свет. И новиот свет е всушност зборот палингенесија. Кога Синот човечки ќе седне на престолот на славата своја, ќе седнете и вие на 12 престоли и ќе судите на 12 Израелеви колена. И тука всушност Павле вели: вие сте деца на небесниот Ерусалим. Небесниот Ерусалим е вашата мајка. И бидејќи вие сте деца на небесниот Ерусалим, вие припаѓате на тој нов свет. Вие кои сте новородени, припаѓате на новородениот свет. И бидејќи сте на тој припадници на тој нов свет, бидејќи сте родени од палингенесис, бидејќи сте деца на палингенесис, вие со мене ќе седите на престолот. И што? Ќе ги судите робовите. Ќе ги судите оние кои се децата на робинката. И тоа е големото прашање, основното, важното прашање. Реков, многу поделби има во светот, но има една основна, има две основни групи. Христос ги нарекува родени по тело и родени по дух, Павле ги нарекува слободни и робови. Кај припаѓаме ние? Ако сме во Христос, во благодата на Христос, ако веруваме во Него, тогаш сме слободните. Тогаш сме во новиот свет. Тогаш нашата мајка е небесниот Ерусалим. И знаете што? Бог сака не да останат луѓето во овој стар свет, светот на легализма, туку да бидат делови на новиот свет, да бидат деца на Палинген. Чија задача е таа? Ние да предупредуваме на робството. Ние сме тие инструменти во Божите раце кои треба да предупредуваат, да повикуваат на ослободување, на духовно ослободување. Во 5 глава ќе видиме на почетокот, Павле говори за една слобода, основната, најважната слобода, на духовната магна карта на слободата во Христос, духовната слобода. Таа духовна слобода ние ја проповедаме. Тоа е нашата задача. На оние кои се
под јаремот, они кои се заробени во темнината, да им се донесе светлината. Да им се донесе до нив новиот свет, небесниот Ерусалим. Нека Бог не употреба да останеме ние, да останеме во слободата во Христос и да ја проповедаме таа слобода. И тој нов свет, нова епоха, која многу неправилно се користи сега, во светот, таа нова епоха, да се полни, да се шири, да завладува нови и нови души. Нека Господ Христос, во кого го имаме новиот свет, не благослови и ни помага во таа служба. Амин.